Добро вечер. За ова издание на 360 степени најавуваме. Има ли МВР капацитет да ги замени сите документи до февруари в година согласно Преспанскиот договор? Кога Македонија е запад за некого? Сторија за студентите од Пакистан и Таџикистан на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Почнуваме со сториите. Дали конзорциумот предводен од Дирада Инженеринг со лажни податоци победил на тендерот за надзор над изградбата на автопатите од Бехтел и Енка. Фирмата преку која ќе помине најголем дел од работата, Electra Solutions, иако според документите од Централниот регистар лани во просек имала само 20 вработени, кога конкурирала на тендерот во октомври пријавила дека има 32, цитирам, перманентно вработени. Така пишува и во договорот за надзорот. Од Electra Solutions остануваат на тврдењето дека, цитирам, во моментот на поднесување на понудата имале вработено 32 лица на неопределено време. Завршен цитат. Во списокот на вработени што ни го испратија од фирмата има 32 имиња, од кои најголем дел се ангажирани без огласување во дополнително работно време над 40 часа, што би значило дека тие се редовно вработени во други фирми. Нема одговор за податокот содржан во годишната сметка за 2022, во која пишува дека фирмата имала во просек 20 вработени. Дали е ова изигрување на условите на тендерот? Од Александар Димитриевски, кој отвора и друг проблематичен аспект. Десетици од списокот на конзорциумот предводен од Дирада се веќе ангажирани на други тековни надзори и за нив е подпишана гаранција дека ќе бидат на целосно располагање на тие проекти, ослободени од сите други обврски. Electra Solutions има 32 перманентно вработени лица, од кои 27 перманентно вработени инженери. Пишува во договорот за надзор над изградбата на делници од коридорите 8 и 10Д, тежок 22,3 милиони евра. Но, според Централниот регистар, Electra Solutions имала во просек само 20 вработени во годината кога го добила тендерот. Каде е вистината? Особено што доказот за ангажман на експерти бил клучен критериум за да се добие тендерот за надзор над Бехтел и Енка. Март е месец кога фирмите ги поднесуваат годишните сметки за претходната година до Централниот регистар. А во годишните сметки има се што е важно за работењето на една фирма. Од приходи и расходи до исплатени плати и број на вработени. Тие податоци може да ги добие секој граѓанин. Ние ја побаравме и ја добивме годишната сметка за Electra Solutions, една од фирмите членки на конзорциумот предводен од италијанскиот Ирада Инженеринг, кој го доби тендерот за надзор над Бехтел и Енка. Причината поради која што ги побаравме документите е нашето претходно откритие, дека недостасуваат документи за ангажманот на 23 експерти кои што се ангажирани на проектот, а за кои јавното претпријатие за државни патишта тврдеше дека припаѓаат на Electra Solutions и дека имаат докази за нивниот ангажман. Во годинешната сметка за Electra Solutions во делот за трошоци за вработени, пишува дека фирмата лани потрошила околу 20.000 евра. Во информацијата за финансиската состојба пак се вели: друштвото во тековната, како и во претходната година, има 20 вработени. Просечната месечна пресметана нето плата по вработен во годишната сметка за 2022 година изнесува 31.825 денари. Прашањето што го отвора обработената годишна сметка е: како фирма која имала просечно 20 вработени, успеала да добие тендер во кој тврди дека има 32 перманентно вработени. Прашавме во Electra Solutions како ја објаснуваат разликата меѓу она што го пријавиле пред ЈПДП, 32 перманентно вработени, и она што го навеле во годишната сметка доставена до Централниот регистар, само 20 вработени. Ни одговорија дека: 32 перманентно вработени, 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 32 пер
Electra Solutions во моментот на поднесување на понудата има вработено 32 лица на неопределено време, од кои најголемиот број од нив се предложени како стручни лица во понудата, за кои се приложени М1, М2 образци од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Во прилог на одговорот од Electra Solutions ни испратија и листа на вработени која од 20 октомври 2022 година, 5 дена пред крајниот рок за пријавување на тендерот за надзор. На листата има 32 имиња, од кои 26 се ангажирани во подружницата на Electra Solutions во Велешко Долно Ризари, а 6 во централата во Скопје. Уште повпечатливо е тоа што дури 25 мина од 32-цата се ангажирани без огласување, во дополнително работно време над 40 часа. Тоа значи дека сите тие лица се редовно вработени во други фирми. Од Electra Solutions не дадоа директен одговор на нашето прашање. Како ја објаснуваат разликата меѓу годишната сметка во Централниот регистар во која пишува дека лан имале во просек 20 вработени и тврдењето во понудата на тендерот дека имале 32 перманентно вработени. Никаков одговор не добивме од предводникот на конзорциумот Италијанската Ира де Инженеринг, до која го поставивме истото прашање. Барем не во рокот во кој ги замоливме за одговор. Минатата недела 360 степени објави дека во формуларите за 23 експерти во договорот за надзор над Бехтел и ЕНК во графата за вработување стојат фирми кои не се добитнички или подизведувачи на тендерот. Кога го предочивме овој проблем до подписникот во име на државата, јавното предпријатие за државни патишта, оттаму ни одговорија дека имаат документација за сите тие 23 лица, но дека не можат да ја објават. Лицата се вработени на неопределено во Electra Solutions и за нив се доставени М1, М2 образци за вработување, кои поради заштита на лични податоци не се објавени јавно. По одговорот од Electra Solutions евидентно е дека ЈПДП како легитимни ги прифатило апликациите за лица ангажирани во подружница на член на конзорциумот и тоа најголемиот дел вработени во дополнително работно време, над 40 часа. Дали ваквата пракса е исправна или значи прекршување на условите на тендерот? Ки има можност да каже Државната комисија за спречување на корупцијата, која веќе отвори предмет за случај. А можеби и други институции. Unë i këshaftuar publikisht të gjitha institucionet relevante, qoftë entin e revizionit, qoftë Komisionin Antikorrupsion, qoftë Prokurorin Publike, le të vinë, le të shqirtojnë komplet dokumentacionin e dhënë dhe unë ju garantoj të gjithëve se kjo procedurë ka qenë shumë transparente dhe ka qenë në bazë të ligjit për Prokurimin Publike. Бројот и начинот на ангажман на експерти за надзорот е важен затоа што еден од елементите во тендерската документација за секоја од 90 експертски позиции под точка 6 се бара да биде вработен кај економскиот оператор или ангажиран согласно важечкиот закон за јавни набавки. А понатаму кај доказите што треба да се приложат се бара копија од доказ за вработување или соодветен доказ за ангажирање согласно важечкиот закон за јавни набавки. А како кулминација, анализата на договорот меѓу државата и италијански ИРД не доведе до уште еден заклучок. Дека значаен дел од експертите што треба да надгледуваат изградбата на автопатите вредна 1,3 милиарди евра. Во исто време се веќе ангажирани или ќе бидат ангажирани во надзор на други патишта. Проблемот е во тоа што со договорот за надзор над Бехтел и ЕНК, победничкиот конзорциум се обврзал дека ќе работи со персоналот предложен во тендерот и дека само по исклучок има право да го менува. Но увидот во само неколку други активни договори за надзор не доведе до сознанието дека десетина од експертите ангажирани за Бехтел и ЕНК не само што се дел од надзор на други проекти, туку дека за нив фирмите што ги ангажирале потпишале изјави со кои гарантирале дека предложениот кандидат ќе биде ослободен од сите други обврски и тој ќе биде на ваше целосно располагање, се до завршување на договорните обврски. Например, Андон Петровски, кој е пријавен како поземен експерт на Electra Solutions од фирмата 24 ИНГ за надзор над Бехтел и ЕНК, има активен договор со Градежен институт Македонија за автопатот Скопје-Блаце. За него е гарантирано со изјава дека ќе биде на целосно располагање за овој проект. Друг пример, лицето Зоран Нумовски, вработено во Евроконсалтинг, освен што е пријавен за надзор над Бехтел и ЕНК, е ставен целосно на располагање и тоа за уште две патни делници – Охрид Светинаун и Струмица Дабиле. Веќе рековме, откривме повеќе вакви случаи со анализа на само неколку договори за надзор што се на сила. Па прашавме кај дел од членките на конзорциумот
Зошто предложиле експерти за кои веќе знаеле дека е гарантирано дека ќе бидат ангажирани исклучиво на други проекти и дали со тоа го изиграле тендерот? Одговор добивме само од Евроконсалтинг. Во сите договори кои што ги работиме и кои се активни, еден надзорен инженер е ангажиран само на еден проект и не е можно да работи на друг проект согласно договорната документација. Исто така, легитимно право е да вршиме замена на одредени стручни лица поради здравствени, приватни и семејни причини. Значи, не се работи за изигрување на условите предвидени во тендерската документација, туку за нивно стриктно почитување. Ваквиот став сепак не го одговара прашањето: што ако неколку проекти станат активни во исто време? Например, каде ќе работи Зоран Наумовски, ако временски се совпаднат изградбите на Струмица Дабиле, Светинао Мохрид, а потоа и на автопатите на Бехтел и Енка. Конечно, во прашање не е еден, туку десетици експерти. Во продолжение од теренот на високата се префрламе на така наречената ситна корупција, тема на која ќе и пристапиме од различни агли во следниот период. Во кругот на клиничкиот центар во Скопје прашавме повеќемина корисници на медицински услуги какво е нивното искуство, но и мислење за некои практики што се усвоени како нормални и вообичаени, а може да бидат дискутабилни, па дури и да се подведат под корупција. Ние тука идемо 20 години у терапија и никаков проблем нема, многу сум задоволен. Ја добив точно на време и задоволна сум. Па да кажем релативно да, задоволен сум. Кратко да ти кажам, ништо не чини. Место нема кај да паркирам. Нема, еве. А закажано имам да одем, например, у 8 сат. Ја не можам ни у 10 да стигнем. Па доста задоволен, да вистина, задоволен сум, да. Да, имаме закажано и се се почитува во нормала. Па, воопшто не сум задоволна, искрено. Едва најдов паркинг, многу далеко од кај што треба да одам. Гужва, хаос, сите у различни ленти возат, како и секогаш. Мене никој не ми барал овде подмачки. Никој. Па така кажуваат тие што подмачкуваат. Не, за тоа не ми се десило и не може да товарам нешто што не ми се деси. Па искрено да кажеме да. До сега барем така функционирало. Па немам такво искуство, искрено, ама други луѓе што ми збореле, обично така функционираат работите тука. Тоа е, го прашате вие стројникот, како е дотерува работата кога прави брак. Мито никој не побарал и не може никој да ти побара, освен ти сам ако не му се понудиш. Значи беше иден случај, докторот не беше тука, негов колега ми кажа дека треба да му се јава, да дојде, па тоа ќе кошта нешто. И ако мене ми се деси тешко за него, ја ќе му дам, ама ќе ги пишам броевите да парите ќе го пријавам. Мене не, и на моето семејство не. Може би што сум здравствен работник. Не се случило до сега, наискрено. Некош да, некош не. Среќа не сум имала баш потреба да од таква работа и затоа не ми се не случило, ама пак ќе кажам од искуство на други, да. До сега не имам побарано врски. Па не, искрено имам доста пријатели доктори и не користам. Да, како и сите. Мислам, секој си гледа за себе да се снајде. Имаше некакво да користев понапред, за да може, например, да ме прима да па. Понекогаш да. Па не сум имала потреба. Па не му носиме, а ако сакаш тоа од една пажња мала, тоа е друго. Например, не е нешто никогаш посебно, секогаш што тоа некој бомбонjera или пијалок, за нели да ти обрнат повеќе внимание. Да ги частиш, пример, не знам што, виски или нешто друго, тоа не се рачуна мито, барем така е човечки. Не. Не сум нас. Не, ништо. По чест на неговата услуга што ја направи, почестуваме кафе, ништо повеќе.
подарок не, мислам дека не е корупција. А со врска се корупција. Не знам дали да се каже корупција, али не би било добро тоа. Ако сага да даваш, тоа не е корупција, нели? Ако сага да даваш кафе, тоа не е корупција, тоа е чест. Не е корупција, па он е тера со сила, дај ми ва, дај ми на. Ти лично само се нудиш. Па ја мислам дека не. Тоа е едно поштовање, чест затоа што ти завршил работа, си задоволен од неговата работа, едноставно да се почасти човекот. Тоа не смеем да одговорам. Зашто без тоа не бива ништо. Кој како го сваќа се? Јас не носам, не сум носела. Па, не знам искрено што да ви одговорам на прашањето. Нема кој не е засегнат од наближувањето на крајниот рок за замена на личните документи и регистарските таблички согласно Преспанскиот договор. При тоа, едниот корпус прашање е поврзан со трошокот за граѓаните и со тоа дали треба да партиципира и државата, особено што владата донесе заклучок со кој му наложи на МВР да ги зголеми цените. Другата дилема е дали навистина мора да се менуваат табличките за само една буква и дали тоа може да се изведе со налепница. Третото крупно прашање е дали МВР има капацитет да ја заврши обемната операција до февруари в година. Зоран Јовановски трагаше по одговорите. Изминуваат последните 10 месеци во кои граѓаните мораат да ги сменат сите лични документи со старото уставно име со нови, согласно Преспанскиот договор. И токму сега, владата ги поскапи пасошите, личните карти и возачките дозволи. Затоа што имаме зголемување на цената на материјалите од кои што се изработуваат овие образци. Исто така имаме инвестиции во машини, значи целокупната ситуација наложува да мора да се промени цената. Ај што поскапеа, но дали МВР има капацитет за само 10 месеци да смени милиони лични документи, знаејќи дека многумина ќе го чекаат последниот рок. Посебна приказна се регистарските таблички. Што со оние со знаката МК? Што со старите троцифрени таблички на кои нема никаков код? Што со превозниците кои со новите таблички ќе треба да менуваат и еден куп документи? И што ако навреме не се сменат личните документи и табличките? Замената на регистарските таблички се прави на техничките прегледи. На нивните шалтери се завршува комплетната процедура и нема потреба за одење по други институции. Нашите вработени го пополнуваат барањето и ја завршуваат целата административна постапка. Сето тоа е брзо и едноставно, граѓаните ја добиваат оваа услуга за не повеќе од 10 минути. Вкупниот трошок за промена на две таблички при регистрација на возило е 1510 денари. Табличките чинат 1200 денари, а со тоа мора да се промени и сообраќајната дозвола што чини 200 денари и административна такса од 110 денари. Возачите веќе почнале да бараат нови таблички со кодот НМК. Дел од нив тоа го прават при редовната регистрација на возилото. Други доаѓаат специјално за нови таблички. Нивните реакции се различни. Има реакции околу цената, околу тоа дека можело да биде со налепница, но законското решение веќе е важечко и мора сите да го почитуваме тоа. Возачите со кои разговаравме негодуваат поради трошокот, на нивна сметка да биде смената на само една буква на регистарската табличка. Сметаат дека има други начини. Можеше поинаку државата да си ги поднесе трошковите. Само налепници да ни дават и готово. Малку се трошоци, значи, за луѓево, значи, али ова е нешто што мора. Онde samen doet Jimzat штетите het шпензимете, дримове документове, табелове. Но откако илјадници граѓани веќе платија за нови таблички со НМК, Министерството за внатрешни работи почна да размислува за идејата, наместо цела табличка да се става само налепница со кодот НМК врз МК. Се разбира, сето тоа е во процедура и кога работната група ќе ја заврши работата, соодветно ќе известиме јавноста за најденото решение. Што со оние возачи кои што веќе ги сменија табличките на свој трошок? Сите овие дилеми ќе бидат расчистени од работната група која што подготвува решение со кое што фактички ќе им се излезе во пресрет на граѓаните. Добрва ќе се одлучува и што со старите троцифрени таблички на кои го немаше кодот МК. Прашањето за табличките најмногу ги засега собствениците на фирми за транспорт, како овој наш соговорник кој има 16 камиони.
Трошоците сигурно ќе надминат негде околу 2000 евра. Од Асоциацијата на Сдруженија на превозници Макам Транс велат дека најтешкиот дел од овој процес за превозниците сепак не се парите за самите таблички. Со промената на ознаката на МК, сите превозници ќе добијат регистарски таблици со нов број. Меѓутоа, кај превозниците, регистарските таблици се внесени во изводи од лиценца, во сите сертификати кои што постојат за возилата, како за моторните влечни товарни возила, така и за приклучните возила. Значи, тука се соочуваме со ситуација каде што пред секи изгубиме многу време за промена на сите документи. Она што ние го од прилика естимиравме, кое што го доставивме во самите дописи кои што ги испративме до надлежните институции, дека би се изгубиле 2 до 3 недели, па можеби месец дена, за изготвување и промена на сите документи. Затоа имаат предлог решение што го доставиле до институциите. Се повикуваат на член 37 од Законот за возила, во кој пишува дека табличка, кога ќе стане неупотреблива или нечитлива од долго користење, се заменува со нова, но останува истиот број. Па бараат широко толкување на терминот неупотреблива. Најлесен начин за промена е секој од превозниците во своите градови, во локалните технички станици, во полициските станици, да поднесат барање со листа на регистарски ознаки. Секој би навел кои регистарски ознаки ги поседува, истите да се изработат со истиот број, само со новата ознака НМК, и да може, откако ќе бидат изработени, побезболно да се направи таа замена. До сега немаат официјален одговор од институциите, иако од МВР за 360 степени велат дека евентуалното ново решение би важело и за превозниците. Покрај табличките, сите граѓани што имаат лични карти, возачки дозволи и пасоши со старото име Република Македонија, иако рокот можеби не им е истечен, ќе треба да ги сменат со новото уставно име Република Северна Македонија. Да, значи имаме граѓани кои што ги менуваат патните исправи, но морам да кажам, како што е случај и секоја година, дека во овој период, особено зимниот период, еве и сега, нели, месец март, имаме слаб интерес кај граѓаните, односно имаме мала поборувачка на документи. Токму пред очекуваниот наплив на барања за нови документи, владата реши да ги замени цените со оправдување дека поскапеле образците кои се од увоз. Поново, замена на лична карта чини 310 денари, наместо 190 денари како до скоро. Замена на пасош во редовна процедура е 2000 денари, наместо досегашните 1500 денари. За нова возачка се потребни 410 денари, наспроти 280 денари досега. Вкупно, смената на овие 3 документи за еден човек ќе чини 2720 денари, а кога ќе се додадат и административните такси, сумата се искачува на околу 3000 денари. Граѓаните велат дека ова им троши и пари и време. Мислам дека одзема време и дека за некои граѓани секако дека ќе биде трошок. Секако дека е одземање време и финансиско, и нерви, и нашите институции не функционираат баш најсејно. Со оглед на тоа дека другата страна, потписник на тој договор, не ги исполнува до крај своите обврски, сметам дека е непотребно да се изложуваат граѓаните на вакви дополнителни трошоци. Па и трошоки и од други причини. И патриотски причини, а и трошоки. Па добре, све бизнисот. Супер. Со оглед на досегашното искуство со ситуации во кои граѓаните со месеци чекаа лични документи за што доцнеа набавките на образци, но и поради локалната култура да се чека последниот рок, логично се наметнува дилемата дали МВР ќе стигне да ги замени сите стари документи. Министерството за внатрешни работи сразмерно со побарувачката ја организира својата работа и нели во тие периоди кога имаме поголема побарувачка се воведуваат втори смени, трети смени, се работи за викенди, се работи за празници, се со цел на граѓанинот да му биде испорачан личниот документ кој што го бара. Обврската за промена на ознаките на регистарските таблички и личните документи со новото уставно име произлезе од Преспанскиот договор, кој стапи на сила во февруари 2019 година. Според член 1.10, личните документи треба да се променат во рок од 5 години по стапувањето на сила на договорот, односно до февруари 2024 година. А што ако некој не ги смени документите? Во ваш интерес е да видат документите променети за да може да функционирате. Ако сакате да одите во банка, мора да имате валидна лична карта. Ако сакате да патувате
например, еве да одите на одмор во Грција, мора да имате валиден пасош. Така што сите овие решенија се за граѓаните да можат да функционираат. Ние за себе никогаш не би ни помислиле, а не пак да речеме дека сме Запад. Но историјата што следува е показател за тоа колку се зависи од перспективата од која и се пристапува на одредена тема. Стотина млади пакистанци и таџикистанци студираат на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, како што велат, живеејќи го својот сон да бидат на Запад, во Европа или Америка. Еден ден со нив помина нашата Славица Филиповска Иванова. Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово е образовна средина за стотина студенти од Пакистан и Таџикистан. Во еднодневна посета на универзитетскиот кампус имавме можност да запознаеме неколкумина. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रीना अली है और मैं पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव यासीन से ताल्लुक़ रखती हूँ। Assalamu alaikum, mun Munir Martourज Taजिकिस्तान Spomiro. मेरा नाम साइमा रानी है, मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान से है। Од Азија, дојдени се во Тетово преку стипендиска програма на фондацијата Шамс од Америка. Дел студираат природно-математички науки, дел бизнис и менеджмент, а малкумина јазици и книжевност. Саима е прва година на студиите по компјутерски науки. Сонува да стане IT инженер, а доаѓа од област каде нема ниту стабилен интернет. This is a great opportunity for me, especially for a girl, who is from a very backward area where we face a lot of difficulties, but still I got a chance to at international level to interact with international people. So this is a great experience, and it will be a great experience for me. Саима не се плаши да си поставува високи цели. It will be not difficult for me to stay here, but according to my goals, but if I got a chance to go to another country, then I guess I will move from here. Because my plans are according to my future plans, I have to join a company like Google. This is my dream job. So if I got a chance, then definitely I need to move from here. Артур пак е малку поискусен зашто втора година студира на истата насока. Вели дека веќе стекнал бројни пријателства. We get on well, really. Everything is going good. We have new familiars, many people I personally got familiar with, and many other new things happened to me since, still is happening to me since that moment I arrived. Нов му е македонскиот јазик. Здраво, јас сум од Таџикистан. Пријатно. Студентите од Пакистан и од Таџикистан живеат во универзитетскиот кампус. Освен нив, традиционално, странски студенти има и од регионот, претежно од Албанија, Косово и Србија. Поделени се во машка и женска зграда. Животот со цимери е позабавниот дел од студирањето. I really feel good because it's a great experience for me to go abroad and get this exposure, and Europe was like a dream for me from like very childhood. I really wanted to go out, wanted to go to Europe or America or like anywhere in the West, because I had been hearing about the West, that they have this beautiful life here and they have these facilities and they have a really good lifestyle. So I just wanted to, experience this, and this is what I'm doing. So I feel like living my dreams right now. Во кампусот секој има цимер. Заедно се чисти, се готви и се пазари. И прозорците се типично студентски. This is my room. You are drinking yogurt? Yes, a lot. Ketchup. Yes, ketchup, mayonnaise. It's very famous here. Food? From here or Yes, back? Local. Local. I like a lot of foods here, like chicken wrap, hamburger, chicken burger, cheeseburger, pizza, and everything. I love everything. Yeah.
Студентското искуство подразбира и голема дружба, заеднички прослави на празници, запознавање со традиции и музика. Студентите од Пакистан и Таџикистан не се тука по случаен избор, вели проректорката на универзитетот Биса Арифи. Кандидатите поминале строга селекција, а ги стипендира фондација зад која стојат филантропи кои потекнуваат од азиските краишта. Арифи вели дека оние што претходно емигрирале во западните држави, сега подаваат рака на млади со потенцијал. Të gjithë kemi qenë studentë, dim se si është studiosh, do me thënë diku tjetër, gjithmonë i kemi pritur ato fundjavat dhe pushimet për të shkuar në shtëpi, e këta nuk e kanë, do me thënë, atë mundësi, por megjithatë kjo u ndihmon atyre që të integrohen ende më shumë këtu, në kuptimin e saj që të mësojnë gjuhën, që të përparojnë më shumë dhe ta shfrytëzojnë maksimum kohën e tyre për mësim dhe për punë në karrierën e tyre të mëtejshme, në zhvillimin e karrierës së tyre të mëtejshme. Оваа програма е од 2019 година, но универзитетот од секогаш бил отворен за меѓународна соработка, вели Арифи. Со инвестицијата во културна разноликост, искуствено расте и академскиот кадар и заедницата, вели таа. Државата пак дала своја помош околу процедурата со визите, а и таа може да добие многу. Çfarë mund shteti të mësojë? Unë mendoj që do me thënë mund të mësoj se gjithmonë shkëmbimet kulturore janë diçka e mirë. Unë gjithmonë e kam pasur atë tezë që është më mirë, do me thënë, t'i përkrahim, jo vetëm ndryshimet, po t'i përkrahim laramanin e një shoqërie. Do me thënë, laramanin e njerëzve të ndryshëm që mund të jetojnë së bashku dhe të kontribuojnë së bashku në një shoqëri. Këta student në Universitetin e Evropës Juglindore kanë ardhur për t'u edukuar, për t'u arsimuar dhe për të pasur mundësi për një jetë më të mirë me një diplom të valide, do me thënë, edhe në aspekt ndërkombëtar. Çfarë do të bëjmë më tej shteti për ta shfrytzuar këtë kapacitet që ne e rrisim, është diçka tjetër që varet nga strategjitë që shteti do t'i ketë dhe organet, institucionet shtetërore do t'i kenë për zhvillim në këtë drejtim. А студентскиот живот не е само универзитетски кампус. Рина често пешачи и вози велосипед низ Тетово. Иако е далеку од дома, обкружувањето ја потсетува на родниот крај. Looks a little bit like my village because we have the same mountains, except these are greener. So these beautiful mountains, and what I like most about this city is that its infrastructure is really good, which we don't have that much good in Pakistan, especially in my village. So we don't have good road conditions, but these roads are very good, well managed, and the buildings are very good. And the main difference, as I mentioned earlier, is the language. But back there in Pakistan, there is inflation going on. So if I'll send my pocket money there, they will become a lot rich. So that's the difference, that the cost of living here is much better, much low as compared to Pakistan. Надвор од кампусот се пазарат различни работи. Мајсторот Реси Гафури вели дека ниту студентите од Пакистан и Таџикистан не можат да одолеат на бурекот што тој го подготвува на сач. Доаѓа, културни су луѓи, паметни, млади, така то. Долази, често долази. Нема пуно, али има, колку толку има. Тетово не е мал град, па студентите користат и такси. Колку кошта, толку. Изволте и ништа далje. Немам речи, немам шта речи. Се уште е рано да се каже колку од овие студенти среќата или судбината ќе ги остави во Македонија. I'm in the process of grooming myself, my personality, and my message to to the girls, especially the girls back in Pakistan, because especially in my village, they don't have a lot of opportunities. So I want to tell them that we can do it. Like, if I can do it, then they can also do it. So I want to tell the younger girls of my village, my area, and my country that just wait for the opportunity, and when it knocks the door, then be there and just grab it and just avail it and just fly to Macedonia if you have a chance. Овде не е крајот, но пред следната содржина, саботажата, реклами.
Навистина треба да се разбере маката на бугарите. Тие царувале само 3-4 години и не можеле да влијаат ниту да едуцираат како браќата од Северчи и Кралеви. Владееле со ова парче земја скоро 30 години. И покрај годините, тие сеќавања се вечни и длабоко врежани. Блаженопочившем кралju уединителju Александру I. Од онога дана несретнога, од часа погибие твое, цав твој народ тужи, плаче, цвили, а за тобом Господару мили. Тоа што некој роднокраец го закитил сопругот на Марија среден Марсеј, не вреди да се споменува, бидејќи дури и денешните големи патриоти повеќе внимание им посветуваат на некои нови светски императори, отколку да си ја гледаат сопствената држава. Гледај ја Франција на што личи, гледај што се дешава у Перу, гледај у Етиопија што се деси, гледај у Судан сега што... Буквално сегде, Хаити човече се разбуди. Руски и кинески знамења веат по цела планета. Барјакот како штафета шете и меѓу нас, особено кај оние кои се растревожени поради собствениот неуспех да си ја задржат моќта. Откако го изгубија тоа што им беше акроним во името на бизнисите, патем тркалајќи капитал и од братска Венецуела, сега воопшто не им е битно кој чија земја гази. Македонија не може да се исклучи од ова што денес се случува. Војната во Украина го поремети целиот светски поредок. Како ние да сакаме? Дали се агресори русите не е битно. Нашинците во Австралија тоа и воопшто не ги засега. Битна им е само Македонија. Откако расчистија со идентитетските прашања, сега се засегнати со цената која треба да се плаќа за регистерските таблички. И како што се прецизни во однос на политиката, такви се и кога се работи за математиката. 1500, ќе речеме, по 2-3 денари на кола. Ќе речеме, сигурно има милион коли во Македонија. Сигурно. Милион коли по 3000, сега ќе ти кажам. 3 милиони. 3 милиони, да. Значи, 3 милиони денари. За разлика од оваа весела пресметка која не можеше да се погоди ниту со калкулатор, во реалноста вредните домаќини и домакинки совршено добро знаат да направат есеп. Кај нив, инфлацијата мощно јасно ги покажува вистинските параметри. Изнесеш 1000-дарка, викаш пуно ќе донесеш. Ништо со 1000-дарката стана 100 динара. И на крајот, за оние кои сакаат бргу да се збогатат, откриене триаголник на спасот со прецизна GPS локација. Во близина на секое казино има банка или така наречена продавница за пари, односно тие се познати како куќи за брзи кредити. После загубата во казиното на тие пари близу е аптека за да се снабдуваат со различни седативи. Со оглед на бројот на казина и обложувалници, барањето на антикоцкарите за нивно оддалечување од објектите во кои се држи настава е нереално. Најдобро е да се преместат училиштата. Благодарам за вниманието. Пријатно до петок во 22:20.